Почитуван председател на Собранието и председател на Комисијата за уставни прашања, почитувани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, членови на Комисијата за уставни прашања, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Владата на Република Северна Македонија поднесе до Собранието предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Северна Македонија со насоки за изменување и дополнување на Уставот, што владата ги разгледа и утврди на седницата одржана на 18 јули, а денеска пред вас како председател на владата ги предлагам и елаборирам. Предлогот на владата е целосно и единствено во насока на остварувањето на нашата консензуална и врвна државна стратешка цел членство во Европската Унија. Поставена уште од независноста на нашата земја во 1991 година, која денес е мнозинска волја на граѓаните, нивна нужна и најважна потреба и шанса, особено на сегашните и идните млади поколенија, бидејќи овозможува и гарантира реална, европска и сегашност и иднина во родната земја. Предлогот е изработен врз основа на заклучоците на Собранието на Република Северна Македонија, донесени на седницата на 16 јули 2022 година и заклучоците на Советот на Европската Унија и заедничкиот став на Европската Унија на политичкиот состанок на меѓувладината конференција за пристапување на Северна Македонија во Унијата. Во заедничкиот став на Европската Унија се очекува зајакнување на еднаквите права на заедниците заради усогласување со копенхашките критериуми. И за таа цел државата има преземена обврска за релевантни уставни измени со цел во Уставот да се вклучат и граѓаните кои живеат во земјава и се дел од други народи, а кои не се дел од Уставот. Уставно-правната поставеност и традиција на Република Северна Македонија, во која што се афирмира заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници во нашата држава, е започната уште во државно-правните традиции на Крушевската република, како и со правните одлуки што се наведени во прогласот од првото заседание на АСНОМ. Истата продолжи со донесувањето на Уставот на Република Македонија во 1991 година, како и со амандманите на Уставот кои произлегува од Охридскиот рамковен договор во 2001 година. Нашата држава денес е вистински интерен и меѓународен пример за функционална, одржлива мултиетничка демократија, која што практикува европски вредности. Преку уставните и законските акти ние сме општество кое гарантира еднакви права и обврски за сите етнички заедници. Почитувањето на човековите права, во што предничиме пред многу држави, е нашата предност, а не недостаток. Со тоа што развиваме еднакво општество за сите граѓани, ја обезбедивме домашната стабилност и придонесуваме за регионалната и европската стабилност. И затоа сме препознаени и прифатени како држава, која што е Европа во мало и од која што денес Европа има голема потреба, посебно во услови на актуелните и предизвикувачки геополитички превирања. И од тука преземената обврска во рамките на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската Унија за предложените уставни измени е исклучиво во рамките на уставните традиции што го одразуваат мултиетничкиот и граѓанскиот карактер на Република Северна Македонија како демократска држава на рамноправни граѓани. Впрочем, и самата Европска Унија, што е наша стратешка определба, се заснова врз вредностите на почитување на човековите права, слободата, еднаквоста, демократијата и заштитата од дискриминација по сите основи. Република Северна Македонија денес има неповторлива шанса да го направи клучниот чекор за да продолжи по европскиот пат, а потоа во забрзан интегративен процес во следните неколку години да стане и членка на Европската Унија. Уставните измени кои се пред вас не загрозуваат ниту едно македонско идентитетско прашање. И тоа е целосно јасно и прецизно, тоа е цврст факт. И воедно предлогот го продолжуваат и интензивираат процесите на патот кон целосна интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија. Затоа граѓаните нема за што да бидат загрижени, а на нас како одговорни носители на јавни функции е обврската тоа добро да го објасниме и да носиме мудри одлуки што отвораат перспективи, а нема да ја заглава државата во нова многогодишна изолација. За добро да објасниме, предложените интервенции во Уставот се однесуваат на додавање делови од народи во преамбулата и во членовите 49 и 78 од Уставот при најбројувањето на деловите од народи кои живеат во нашата држава. Односно,
Во формулацијата граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите, после зборот бошњачки народ се става запирка и се додава бугарскиот народ, хрватскиот народ, црногорскиот народ, словенечкиот народ, еврејскиот народ и египќанскиот народ. Согласно ова и согласно претходните измени на Уставот, е направена и измената на делот за Комитетот за односи меѓу заедниците за запазување на паритетот на представниците во парламентот на сите вака утврдени заедници во преамбулата на Уставот. Со тоа што во Уставот е посочено на македонскиот народ и делови од народи, со овој предлог се додаваат во продолжение другите делови од народи, недвосмислено е истакната примарната уставотворност на македонскиот народ, како и објективната културолошка, историска и нормативна заседност и уникатност на македонскиот народ од другите народи, вклучувајќи го во овој контекст и бугарскиот народ. Почитувани пратеници, по 17 години од добиениот кандидатски статус во јули минатата година, конечно ги отворивме преговорите со таква мудра политичка одлука, што овозможи да го почнеме скрининг процесот кој што успешно се одвива. При тоа македонскиот јазик и идентитет се зачувани и заштитени во преговарачката рамка. Потпишан е првиот договор со Европската комисија за гранично управување Фронтекс на македонски јазик, без звездички или фусноти, рамноправно со други официјални јазици на Европската унија, со што македонскиот јазик го втемеливме и забетониравме во европското законодавство. Во моментов на македонски јазик се преведува целото европско законодавство. Ланскиот јули изнајдовме квалитетно и достоинствено решение, со што Северна Македонија ја поставивме повторно на европската трака, заштитувајќи ги нашите национални и идентитетски определби. Сето ова е потврда за нашата континуирана одлука и работа, која резултира со на овој начин предложените уставни измени, каде примарен фокус е тие на ниту еден начин да не задираат во ниту едно идентитетско прашање. И затоа периодот што предстои е момент за нова, јасна и консензуална државничка одлука и решенија. Ние не треба да ја пропуштиме оваа шанса за Европа. Оваа шанса да ја однесеме државата во Европската унија и да донесеме европски квалитет на живот дома. Еднаш тоа се случи кога се одвоивме од Хрватска, која е веќе 10 години членка на Унијата. А дали ќе се случи истото годинава, вие тука во овој парламент ќе одлучите. Европските представници без задршка предупредуваат дека постои ризик од раздвојување на Северна Македонија и Албанија, доколку пред крајот на годината не се усвојат уставните измени. Тоа значи дека уставните измени не се ничи диктат или нечи поединечен предлог, туку се дел од преговарачката рамка на државата со Европската унија. Ова јасно го соопшти и представниците на Германија, Франција и Полска при минато неделната посета во Скопје и сите останати кои не посетија во минатиот период. На почетокот на војната во Украина, реална е трансформацијата на ставот за брзината и процесот на проширување на Европската унија. На проширувањето не се гледа само како на просперитет, туку како и на стабилност и безбедност во Европа. И ова е неповторлив момент кога со Европската унија имаме заеднички интерес и не треба да го пропуштиме, бидејќи прашање е дали би го имале повторно и кога. Вистината е дека нема да има подобар договор, нема да има нов договор и нема да има друга преговарачка рамка. Ова не го вели владата, не го велам јас, туку го вели Европската унија. Добрососедските односи се дел од сите пристапни процеси, бидејќи интерес на унијата е да има добрососедски односи заради стабилноста и економијата. И затоа при сите досегашни пристапни преговори, прогресот на државите аспиранти се оценувал и според добрососедските односи и според реформите. Така е со нас и досега, како земја кандидат, при оценките во извештаите на Европската комисија за постигнатиот напредок. Но добрососедските односи се друго. Тоа е сосема одвоено од билатерални прашања како што се историјата и идентитетот. Искуствата на земјите членки покажуваат дека идентитетот во пристапните преговори само се потврдува и зајакнува. Во процесот на преговори фокус се реформите во борбата со корупцијата, правосудството, владењето на правото, екологијата, економијата, социјалната политика. И повторно, ова не го вели владата, туку го велат нашите сојузници и партнери од Европската унија. Затоа пред да се донесе некоја одлука, мора да се има предвид што се добива
а што се губи со неа. Европската Унија е убедливо најголемиот донатор во Западен Балкан, како и во нашата држава. Само преку ИПА програмата досега во земјава за модернизација на инфраструктурата и развој се вложени околу 1 милиарда евра неповратни средства. ИПА 3 програмата е веќе започната и проектираните средства за 21, 22 и 23 година се во вкупен износ од 243 милиони евра. Преку ИПА 2 програмата имавме на располагање 60 милиони евра кои што поради најголемата искористеност од 98%, во ИПА 3 програмата се зголемени на нови неповратни 97 милиони евра за модернизација на македонското земјоделство. Поради функционалното партнерство со Европската Унија што го имаме, Европската комисија одобри и 100 милиони евра макрофинансиска помош за Северна Македонија, откако претходно добивме 160 милиони евра за ублажување на економските последици од пандемијата, како и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза. Оваа поддршка ќе продолжи со многу повеќе средства преку нови програми и фондови, кога ќе станеме членка на Европската Унија, затоа што една земја членка на Европската Унија од фондовите на Унијата добива 11 пати повеќе средства по жител отколку земјите кандидати за членство. Можеме да го видиме тоа со напредокот на Романија, Чешка, Словачка, Полска, па и Бугарија. После период на стагнирање, ние ја поставивме Северна Македонија на европската маса во Брисел. И тоа што треба да го направиме за нас е да се осигураме дека државата ќе остане како партнер на таа маса, како активен учесник, затоа што гледаме дека е едно кога зборуваме во свое име, а друго е кога други зборуваат во наше име. Ги гледаме придобивките кога ние сами одлучуваме за својата иднина, а гледавме и како изгледа кога друг одлучува за иднината на една држава. Членството во демократските, политичко-економски и безбедносни меѓународни сојузи, како што се Европската Унија и НАТО, има огромни предности и придобивки за државата. Се уверивме по членството во НАТО, со што ги осигуравме безбедноста и територијалниот интегритет. Воедно, инвеститорите сакаат предвидлива клима за инвестирање, па земјава веќе бележи рекорден број на странски директни инвестиции, што во услови на криза достигнаа историски износ од 753 милиони евра, што е двојно повеќе во споредба со 2016 година. Покрај овие придобивки, мора да се имаат предвид пораките од нашите стратешки партнери. Од Европската Унија пораките се дека пристапниот процес за Северна Македонија ќе запре, ако уставните измени не поминат и дека другите земји ќе одат напред во проширувањето, а нашето членство во Унијата ќе биде одложено. Тука е и недвосмислената поддршка што имаме од нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави, за членството во Европската Унија и пораката дека САД ги држи за збор сите и во земјава и во регионот, кои велат дека сакаат да ја видат оваа држава како се движи напред во европска интеграција. Но тука е и укажувањето дека ако Северна Македонија трне по друг пат, ако одлучи против уставните измени, ако се трне од патот од Европската Унија, тоа ќе биде многу загрижувачки чекор за членките на НАТО и ќе има влијание врз односите со САД. По подолго време, политиките во изминатиот период возможија во Република Северна Македонија да се гледа како земја фактор на стабилноста во регионот и Европа. Нашата држава е дел од геостратешки процес, што има за цел консолидација на Европската Унија со државите од Западен Балкан. Овој актуелен контекст од нас бара зрелост и одговорни одлуки. Ниту една земја не може сама да напредува. И сите сме свесни, се надевам, колку е важна за нашиот развој искрената поддршка од нашите стратешки партнери. Од сите зависи дали граѓаните ќе имаат европски услови за живот и европски животен стандард. Од следната година Европската Унија ќе биде фокусирана на реформите што треба да ги спроведе внатре во Унијата, за да може да функционира со повеќе држави членки. И ние или ќе останеме надвор од европското семејство уште долг период, или ќе бидеме со Албанија првите земји што ќе ја следат новата методологија на проширувањето и со забржан чекор ќе станеме членка на Европската Унија. Министрите во владата, кои се дел од широка владина коалиција, покажаа совесност и едногласно го утврдивме предлогот за измени на Уставот. Ние решивме да не калкулираме со рейтинзи пред предстојните избори следната година, користејќи ги чувствителните идентитетски теми за партиски интерес. Одлучивме
да не мислиме секој за себе, туку да мислиме за доброто на сите. И затоа пред себе ја поставивме големата европска цел. Сега е редот на вас, претениците. Во следните недели, кога е првото гласање, јасно ќе стане кој мисли за себе, а кој мисли и за своите деца, и за граѓаните што ги представува. Секој сам треба да одлучи дали ќе даде глас за Европа, глас за интеграција, или ќе го задуши гласот на совеста во себе и ќе одлучи да ја однесе земјата во изолација по нечи налог донесен од личен интерес или интерес на други страни. Верувам дека овој парламентарен состав има демократски капацитет за автентични демократски одлуки што ќе ја постават Република Северна Македонија цврсто на европскиот пат и ќе ги осигураат заедничките европски перспективи. Затоа, најважниот политички избор ќе го направи овој парламентарен состав, пошто или сите ќе бидеме победници, или сите ќе бидеме губитници, без разлика на изборниот резултат на следните парламентарни избори кон средината на идната година. Овде не сум да убедувам. Како премиер и представник на владата, овде сум да послушам на значењето на стратешката шанса што е пред Република Северна Македонија и да повикам на разум во име на перспективите. Добро е што има присуство на пратеници од сите политички партии денес тука. Низ една квалитетна и плодна парламентарна дебата, доколку има политичка волја, може да се разјаснат сите аргументи и да ги изненадиме граѓаните со надпартиска одлука како што доликува на сериозни политичари, кои мислат на иднината и действуваат за неа денес. Во ова собрание, вклучително и во оваа просторија, се дебатирале и се утврдиле и порано многу важни уставни прашања. Најважно е да се биде разумен, совесен, чесен и да се водиме од интересите на граѓаните, минати, сегашни и идни генерации. Искрено повикувам на дебата со аргументи, со сила на визијата, со потребата за честноста и желбата за успех на сите граѓани. Ако така започнеме, ќе успееме да се слушнеме и да постапиме и да одлучиме заеднички. Изминатата година од опозиционите политички партии се слушаа гласови за катастрофи, апокалипси и пропасти. И ништо од тоа не се случи. Немаше асимилација, немаше бугаризација, немаше ништо од тоа. И затоа повикувам да не се мисли само на лични кариери и позиции, да не се плаши народот со измислени сценарија, да не се сонуваат некои минати времења и да се предизвикуваат нови несреќи како претходно, туку заради државата разумно, одговорно и совесно да се делува. Тоа може да се направи ако се сака. Одлуката е ваша, на претениците и само ваша. Јас, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, владата, сме на страната на обединувањето, прогресот, на вистинскиот браник на македонскиот вековен идентитет и засебност. Почитувани граѓани, бидете уверени дека сите одлуки ги носиме во ваш најдобар интерес. Сакаме за нив да застанат сите, да имаме како и другите развиени држави силна и заедничка внатрешна кохезија, енергија и посветеност за добар живот сега, уште подобар утре. И тоа дома, а не во туѓина. Сосема на крајот, почитувани граѓани, почитувам председателе, почитувани пратеници, на сите ви посакувам мирна, конструктивна и успешна дебата во име и во интерес на сите граѓани. Ви благодарам.